Прекуграничната соработка која започнува да се остварува преку проектот под наслов Преку езерото се повеќе го достигнува својот максимум. Денеска остварен вториот работен форум каде преку 30 на стручни лица од одредени институции од Поградец, вклучени во проектот, дадоа своја заложба со цел истакнување на взаимните потреби и надлежности кои ги спојува овој прекуграничен регион. Ова е вториот предвиден форум од проектот Преку езерото, односно од проектот за креирање на стратегија за културен диалог, овој пат во Поградец, со нашите колеги од организацијата со која што соработуваме. Како што и самите видовте, на форумот присуствуваа околу 30 на представници на различни организации и институции, од локална самоуправа, од политичките партии, културните институции, образовните институции и дружинијата, кои што функционираат во овој град. Мислам дека имавме една конструктивна средба на која што учесниците со своји конструктивни предлози на некој начин ја започнаа и креацијата на овој документ, затоа што ова можеби е и главната носечка активност на самиот проект. Проектот е една прифатлива рамка за двете страни, која е мощна соодветна за зближување на двата народа кои се во толку непосредна близина, а кои се на некој начин разединети со оглед на граничната бариера, но и јазикот. Мислам дека овој проект многу е важен за нас. Досега немало ваков проект во Поградец. Особено е важен зашто досега немало проект за другите етнички групи во Поградец и за интеркултурниот диалог. Пошто проектот е наменет воглавно за културата во Поградец и за младите во Поградец, институциите со кои соработуваме се културни институции кои се како дел од општината, исто така образовни институции и политички партии. И целта е да донесеме една стратегија која ќе се донесе од страна на Советот на општината. Во рамките на овој проект ние сме имале индивидуални средби со представници од институции од општина и тие не поддржуваат многу за развојот на оваа стратегија и овој проект. Апсолутно да, мислам дека веќе двете општини имаат соработка и мислам со овој проект уште повеќе ќе се зближат и ќе соработуваат понатаму. Можам да зборувам како представник на организација, ние како организација имаме соработка со организации во Охрид и во Струга и досега сме соработувале и мислам дека младите понатаму уште повеќе ќе соработуваат, например како во делот на фамилиарниот туризам или други проекти и еден од овој проект ќе донесе понатамошно развој на ова соработка. Како следна активност која ќе биде во рамките на овој проект ќе биде реализирање на прекуграничен камп во периодот што престои, како и официјализирање и презентација на взаемно подпишаниот меморандум во кој ќе бидат опфатени низата потреби од овие два крајбрежни града. Па сега треба да се формира две координативни тела, едно во Охрид, едно во Поградец, кое што ќе треба малце посериозно да пристапи кон приносите кои што се предвидени со форумите, затоа што како што ние неколку пати напоменавме, веќе имаме едни листи на желби, каде што секој си ги кажа своите желби, своите потреби, како сака да изгледа интеркултурното живење во општините Охрид и Поградец. Координативните тела ќе треба да ги изберат оние активности кои што се навистина реално остварливи, кои што ќе може да бидат реализирани во текот на наредните 3 години, затоа што ние не сакаме ова да биде само уште еден документ ставен на хартија, па дури и усвоен од општините, туку напротив сакаме да имаме и добар процент на реализација на активностите. Понатаму ќе биде подготвен документот технички и ќе биде ставен на јавни расправи.